Вадењето на разни дозволи, сертификати, лиценци и одобрение ги чинат фирмите двојно повеќе отколку плаќањето на даноците. Цените на ваквите така наречени парафискални давачки почнува од 50 денари, а достигнува 18 милиони денари. Тоа ги чини фирмите не само пари, туку и време, затоа што за дури 86% од нив барањата морале да се поднесат во хартиена, а не во електронска форма. Првата препорака е во насока да постои еден унифициран регистар на парафискални давачки, кој што ќе ги опфати сите парафискални давачки и на локално и на централно ниво. Меѓутоа исто така ќе биде доволно богат со информации од аспект на цена, од аспект на сектор, од аспект на намена, а при тоа ќе може да се направи и бришење или спојување на оние парафискални давачки кои што се слични, кои што не се потребни или ги оптоваруваат дополнително компаниите. Дури 65% од анкетираните фирми сметаат дека начинот на кој се формираат цените за овие давачки не е ниту транспарентен, ниту објективен. Од Сојузот на стопански комори велат дека компаниите најмногу се жалат на трошоците за двојно плаќање на потврда за здравствен преглед на вработени, на доместот за одржување на фискалните каси, но и за износот на фирмарината кој е ист и за малите и за големите предпријатија. Трошоците кои што ги плаќаат за одржувањето на фискалните апарати, каде што имат навистина значителни износи кои што непотребно ги плаќаат, каде што кон управата за јавни приходи и оние сим картички кои што треба да ги плаќаат трошокот од прилика околу 300 денари, меѓутоа во вкупен износ за останатите трошоци за одржувањето на фискалните апарати тие знаат да плаќаат и по 3-4 денари по фискална каса. Министерството за земјоделство има најголем број на вакви давачки. Следи Министерството за животна средина и Државниот завод за индустријска сопственост. Бизнисмените бараат намалување на бројот и цената за вадење на овие документи. Парафискалните давачки кои се плаќаат кон државните институции во просек се 10 пати поскапи од оние кои им се плаќаат на општините.